се допаѓа кога сум со топката. Сега имам 9 години. Тренирам за Форца и за Црвена звезда. Тренери ми се Стефан, Јана и Окац. Тренирам 4 години и 8 месеци. Трчајќи тука баш на овој терен на фудбалската школа Форца, во прашање кон Јовче Джипунов, кога да почне Даријан да тренира, он рече веднаш сега ако сакаш. Мене ме зачуди тоа затоа што вообичаено децата поради немањето на фокус во играта не ги пуштаат пред 6-7 годишна возраст, меѓутоа он беше концентриран многу. Он тоа го препозна и му дозволи на 4 години и 8 месеци да почне да се занимава со фудбал. Имаме привилегија да кажам, благодарение на неговиот тренер кој што го препознал талентот и упорноста на Даријан, да има можност да такмичи за две категории. Во неговата категорија 2016 и некогаш кога ќе треба да помогне во категоријата 2015. Така да сите успеси кои што Даријан ги има постигнато сега се во двете категории и неговиот талент, неговото фудбалско достигнување е неспорно. Го запишавме на кампот во Загреб беше, се случуваше на Барселона. Даријан на тој камп од преку 200 деца ја доби најдобрата награда што може, а тоа е 10 дена тренирање во фудбалската школа Ла Масија Барселона, кое што самото по себе е успех затоа што не секој може да тренира тамо, затоа што тоа иде по препораки и по одобрување на тренерите кои што се пратени од Барселона да ги гледаат тие деца. Бевме 10 дена, трениравме во Ла Масија и таму беше оценет доста високо Даријан со неговите квалитети. Нескромно звучи, меѓутоа секој тренер кој што ќе се соочеше со него, после утакмицата доаѓаше и ни честиташе: чувајте го само од зли очи, чувајте го од само да има късмет, да има здравје, како викаат англичаните, sky is the limit. Верувајте, нема турнир, нема утакмица каде што го осеќаме тоа. Бевме многу возбудени на почетокот како родители, затоа што не очекувавме дека толку многу може да биде фален. Не знам колку е свесен, иако вика: мамо, знаеш што, сите ме познаваат, сите ме сретнуваат на улица, сите ме викаат: кај си бе Меси, ти ли си тој што игра во Црвена звезда или што беше во Барселона. До некаде е свесен, до некаде не. Иако, пак ќе кажам, се горденам зашто е многу скромно дете. Тренингот нели го изработува во фудбалскиот клуб Црвена звезда. Сабота и недела има утакмици. Може ќе речете дека Даријан е мал, само 9 години, дали е тоа премногу за него. Даријан спие со топката, Даријан е живец, можам да кажам, дека цело време топката мора да му биде под нозе и кога ќе му речам седни на место, ја зима и во раце. Жртвата е голема, гледајќи се себе си, меѓутоа и гледајќи ги другите родители кои што стварно немаат финансии, а имаат талентирани деца, да се вложува во толку мали деца е голем чекор. Ние имаме среќа што сме посветени родители, двајцата сме спортисти, па некако во целокупното наш ангажман тоа го осеќаме како задоволство. Иако самите ме прашавте и ќе ви потврдам дека финансиските издатоци се преголеми за наши стандарди и ќе видиме понатаму како ќе се носиме со сето тоа. И мислам дека Даријан треба да остане присебен,
ниско на земјата, да си го покаже својот талент. Ние сме тука со неговиот татко да се погрижиме за се останато, да не му фали ништо. И мислам дека еден ден не само ние како родители, цела Македонија ќе се гордее со него.